Човечките ресурси и технологијата се двата најважни фактори за развој и успех на еден бизнис. Согласни се организаторите на сајмот на кариера, кој денеска се одржа на Универзитетот на Југоисточна Европа. Ако сакаме поголема ефикасност, мора вработените да се мотивираат и да се вложи во технолошкиот процес, изјави универзитетскиот професор Абдулменав Беџети на денешниот сајм на кариера. Сајм на кариера во Универзитетот на Југоисточна Европа веќе стана традиционален ивент. Ова е 14-та година поред што се организира и целта е да споиме понудата и побарувачката, да им дадеме можност на студентите истовремено да се доискажуваат, односно при спојување во пазарот на трудот да им овозможуваме тие да ги идентификуваат своите профили потребни, а истовремено студентите да може да идентификуваат своите идни работодавачи. Сето ова, многу едноставно речено, ни овозможува да нашите студенти имаат многу висок степен на вработеност и тоа покажува на евидентна база дека 60 до 65% од нашите студенти се вработуваат уште во првата година од нивото дипломирање, имајќи предвид високото ниво на невработеноста во државата. Така да тоа е огромен успех, не само и микро структурално, туку и макроекономски, ако сакате, бидејќи тоа е еден од најголемите проблеми во државата. Имено, ние им порачаме и на компаниите за да идентификуваат два доминантни фактори кои се, да речам, определувајќи за нивниот успех. Тоест, прво, човековите ресурси, луѓето, второ, технологија. Тие што успеваат да ги идентификуваат овие фактори, да ги мобилизираат и да ги донесат во една платформа, бидете сигурни нивниот бизнис модел ќе биде успешен. Затоа што сите покажуваат и искуствата и фидбекот што доаѓа од пазарот на трудот дека ова е, би рекол, потребната мерка која треба да се прави, а ние тоа го следиме веќе перманентно. И не само при драфтирање на новите понуди и новите курикулуми, внатре содржувајќи ги истовремено така наречени способности, специфичните способности од типот на skills, значи од јазичните, технолошките, посебно IT технолошките и комуникацијските способности, да можат да ги стават во функција да унапредуваат бизнисот. Така да, во оваа прилика би сакал да ги заблагодарувам уште еднаш сите учесници во овој дел, вклучувајќи и Северозападната стопанска комора, представниците на бизнисот, представниците на работодавачите, но истовремено и вас, медиумите, што не следите чеко по чеко на оваа работа, бидејќи нема по свето нешто во моментот отколку што да ги задржуваме младите во земјата. А тоа е само што да ги подготвиме подобро да бидат способни и да бидат атрактивни во пазарот на трудот. Кратко, во говорот спомнавте некои големи фирми како Bosch кои најверојатно се примери како успеале. Може ли кратко да... Па да, секако знаете, има и теорија економска која е потврдена. Јас таму го кажав од практичен аспект Bosch. Позната е неговата изрека во стилот дека не плаќам високи плати затоа што сум богат, туку сум богат затоа што плаќам високи плати. Значи, она причинско-последична врска. И тоа ми беше целта да им давам порака на сите работодавачи да не заштедат во човековиот фактор. Тие што наоѓаат луѓе кои што сакаат и знаат да работат, бидете сигурни ќе бидат успешни. Нивниот успех ќе биде долгорочен и растечки. Обратно, иначе постои позната теорија. Грегори Менкю од Харвард Универзитет вели плати за ефикасност. Повисоки плати, wages for efficiency. Повисоки плати за да бидат поефикасни. Така да, од оваа гледна точка сакаме да порачкаме и политиките да се водат во правец. Повисока плата не е трошок, туку е инвестиција. Како што и образованието не е трошок, туку е инвестиција. Ова мора да го знаат и работодавачите, мора да го знае јавниот сектор, тоест policy makers, тие што ги прават политиките, и мора да ги знаеме и ние што подготвуваме млади кадри дека може да бидат успешни со добри плати и во Македонија, а не мора да одат во Германија. Споменавте вие, но колку понудата и побарувачката се приближуваат
и колку образовните институции и бизнисите се приближуваат во основа? Ние може да се пофалиме во тој дел затоа што навреме ги градивме овие мостови во тој дел. Кажувам 14 години традиции на овај саем на трудот. Но истовремено бизнис центарот кој што соработува со бизнис заедницата веќе 5-16 години. И тоа е неминовно. Значи ние ги имаме вклучени компаниите и при драфтирање на студиските програми. Кои вештини, кои специфичности ни се потребни. Ви спомнав таму и сега ќе го повторам. Значи ние драфтираме оваа година понуда на предприемништво кој што ќе биде посебно да речам драфтирана програма за бизнис заедницата. 50 студентски стипендии фул ги финансира меѓународна групација ND Group, која што е групацијата на еколог. На студенти кои што ќе биде регионална програма на англиски и кој што ќе рекрутираме во целиот регион, вклучувајќи тука и Јужна Србија, вклучувајќи Албанија, можеби Бугарија, Северна Турција и така натаму, за да можат на некој начин да подготвиме специфични програми од типот на дуално подготвување. 30% ќе биде на основа теорија, 70% ќе биде пракса кај што ќе учествуваат и нивните специјалисти, но истовремено тие менаџерски способности кои што се меѓународни менаџери признати. Рече Беџети, од Стопанската комора на Северозападна Македонија вела дека на бизнисот му недостасува и квалификувани кадри, кои може да бидат подготвени пред да започнат со работа во фирмите и преку дуалното образование. Денеска во склоп на организирањето на саемот на кариерата, Стопанската комора на Северозападна Македонија, како и секогаш, во интерес на соработката со универзитетот е припремена за сите овие студенти кои имаат креативни и иновативни идеи да се обратат во Стопанската комора, каде што ние како комора имаме формирано инкубатор на можност каде младите би можеле со нивните идеи да ги материализираат и да се најдат себе си во нови бизниси каде што ќе можат да ја најдат поддршката од нашата комора. Исто така, со денесниот настап со саемот на кариерата, ние како комора гледаме дека присутноста на компаниите е голема. За прв пат имаме над 80 компании кои се спремни сите овие млади кадри да ги поддржат и да ги припремат за нивните интереси во нивното работење во компаниите. Мислам дека со ваков саем на знаења и на млади, тие можат да гледат перспектива во нашата држава и треба да работиме, значи сите тие идеи, иновации да ги материализираат тука и да ја гледат перспективата во нашата држава. Колку образовните институции одговараат на потребите на работодавците, во смисло на креирање на кадри што се потребни, се повеќе се бараат технички кадри во IT индустријата и така? Нормално дека потребите на пазарот секојдневно се менуваат зависно од трендот на економијата, меѓутоа ние како комора секогаш иницираме такви тркалезни маси и со образовните институции и со Министерството за образование и со политиката, за да можеме да бидеме во тренд со барањата на бизнисот и на економијата воопшто, затоа што за да се постигнат такви резултати, тие се долгорочни и мислиме дека припремите за барањата на општеството и за економијата треба да се видат и во друг смер, каде што може да се оди и на дуалното образование, каде што веќе имаме кадри со високо образование кои би можеле со пократок временски период или со курсеви од различни сфери да се припремат за потребите на економијата и бизнисот воопшто. Јас сум Бригена Беџети, јас сум од Тетово, сега работувам за Прокредит банка, штом се вршив со факултетот и со програмата за млади банкери и сега работам за тоа банка. Да ни кажете колку се значени ваквите саеми на кариери што се организираат во факултетите за да ги изложите своите фирми пред студентите? Како што знаеме ние, сите млади не знаат многу за кариера и не знаат каде да аплицираат, бидејќи
такав е системот во Македонија, а ние мислам нашата банка во нуди таков можност што сите млади може да аплицираат на било кој факултет и затоа ни значи ова, бидејќи на ова начин може да ги информираме сите млади за нашите понуди за тоа. Има ли заинтересираност? Има често има. Јас ви кажав, јас ништо не знаев за банка, аплицирав за пракса, потоа ми се јавиле и за програмата, завршив со успех и сега работам за банка. Така што и сите млади банкари треба да го знаат ова и треба да аплицираат на било кој место. Пак има ли практиканти во банките? Зашто се смене законот, па мора банките да плаќаат, како е таа процедура? Да, имам практиканти во банкава и ние многу се интересираме за пракса, бидејќи тоа можност не може секој да го има. Нели, младите треба да го прават пракса, за да го знаат и банкава што нуди и ние да ги знаеме поблиску младите како што се. На сајмот на кариера имаше поставено голем број на штандови, на кои беа презентирани над 40 на фирми како домашни, така и меѓународни. Избрани најдобрите поетски творби на конкурсот што го организираше Националната установа Библиотека Кочорацинот Тетово по повод 23 април, Светскиот ден на книгата и авторското право. На пригодна манифестација денес во Центарот за култура Илјоантески смок беа доделени награди и пофалници на учениците и благодарници на нивните ментори. Интересот за учество на конкурсот оваа година беше голем. Пристигнале повеќе од 700 лични творби на слободна тема, на македонски и на албански јазик. Ова е, значи, знаеме сите 23 април, Светскиот ден на книгата и ние одржуваме една традиционална манифестација веќе неколку години понатаму. И свето тоа знаеме за стимулација, за мотивација на младите да читат што повеќе книги, да се тргнат малку од технологијата, знаеме тоа е сега светски феномен. И имаме сега ова година направена, значи, литературен конкурс, од каде има, значи, од основните училишта на Тетово и околината, има многу интерес, имаше премногу поезии. Темата беше слободна, значи може да пишат што сакат учениците и да ги пратат у библиотека во рок. Значи имаше направен до 6 април и после имавме ние неколку 2-3 недели комисијата да ги разгледа и да направи, значи, кои се трето, второ и прво место. Има и благодарници, пофалени ученици што и тие имаат направен некој труд, значи да не ги оставиме така настрана, тие поезии што се малку подобри, значи но што не можеа да влезат во трите места, тие ќе бидат пофалени, па и менторите ќе добијат благодарници што направија голем труд и ние да ги малку да ги стимулираме за и идните години да имаме вака учесници премногу. Светскиот ден на книгата УНЕСКО го одбележува од 1995 година, при тоа поттикнувајќи ги сите, особено младите луѓе, да уживаат во пишаниот збор и да покажат почит кон незаменливиот придонес на оние кои го стимулираат социјалниот и културниот развој на човештвото. 23 април е избран затоа што на тој датум во 1616 година починале двајца великани на светската литература, Вилијам Шекспир и Мигел де Сервантес. Вчера околу 11 часот и 55 минути во секторот за внатрешни работи Тетово од клиничката болница Тетово било пријавено дека кај нив бил донесен 14 годишен ученик со расекотина на десната рака од остар предмет, што му ги нанел негов соученик на 15 годишна возраст. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. На 23 април околу 2 часот и 20 минути во полициската станица Тетово 55 годишен тетовец пријавил дека истиот ден околу 2 часот во близина на исклучокот за влез во Тетово непознато лице од возило пукало кон неговото возило. Повредени лица нема, а се работи на целосно расчистување на случајот.
Вчера пак околу 9 часот во полициското оделение Групчин 63 годишник од село Сарачино пријавил дека во периодот од 23 часот на 21 април до моментот на пријавување непознат сторител испишал графити со навредлива и заканувачка содржина на влезната врата каде што живее 65 годишен жител на село Сарачино. Се преземаат мерки за расчистување на случајот, информираат од тетовската полиција. Основното јавно обвинителство Велес поднесе обвинение против Никола Давчевски и Марина Антониевска, родители на 3 деца кои живи изгорија во куќата во која што живееле, откако родителите сами ги оставиле дома во јуни лани под ридот Вршник во Велес. На двајцата ќе им се суди за запуштање и малтретирање на дете. Обвинетата како родител мајка на деца на возраст од 4, 2 години и 1 година, а обвинетиот татко на детето на возраст од 1 година не го заштитиле животот и здравјето на децата што е нивна должност. Воедно обвинетиот како очув на другите 2 деца исто така бил должен да се грижи за нив, со оглед на фактот дека живееле заедно и имал заштитничка позиција спрема нив, но не го заштитил нивниот живот и здравје. Половина час по полнок на меѓународниот аеродром Скопје пристигнал авион што сообраќал на релација Базел-Скопје и било пријавено дека во него имало лице кое не дава знаци на живот. Како што соопшти МВР во 12 часот и 50 минути, од страна на лекар констатирана била смрт без траги на насилство кај 74 годишен жител од Гостивар. По наредба на јавен обвинител, телото е предадено на семејството. Градското аматерско културно-уметничко друштво Браќа Гиновски од Гостивар во четврток ќе го одржи великденскиот концерт, со кој традиционално 26 години поред го прославува големиот христијански празник Великден. Програмата ќе биде исполнета со народни ора и песни. Фолклорните групи ќе ги изведат сплетовите водарки, тресеница, егејски сплет и други, а пред публиката ќе настапат и пеачите Перо Пандиловски и Славко Зафировски, со своји авторски и со македонски народни песни. Концертот во четврток е закажан со почеток во 17 часот и 30 минути на сцената на Центарот за култура Асном во Гостивар. Од ГАК-от Браќа Гиновски потсетуваат дека периодот вршат упис на нови членови во фолклорната секција, за која може да се пријават деца од 9 годишна возраст нагоре. Часовите се одржуваат секоја сабота, а децата, откако ќе ги совладаат основните сплетови на ора, се префрлуваат во првата постава на секцијата. Пробите и часовите се одржуваат во просториите на друштвото во некогашниот пионерски дом во Гостивар. Викендов во спортскиот центар Јане Сандански во Скопје се одржа меморијален турнир во мал фудбал во чест и спомен на гостиварецот Дејан Ристоски, кој загина во трагичната сообраќајна несреќа кај Ласкарци на 13 февруари. Настанот го организираше синдикалната организација на Народна банка, каде работеше Ристоски. Дејан беше прекрасен пријател, вреден работник, сакан колега, подготвен во секој момент да им помогне на другите. Ке ни остане во сеќавање како исклучително доблесен човек, секогаш насмеан, спортски настроен и позитивен. Се надеваме дека овој турнир ќе прерасне во традиционален, со што преку фудбалот би се сеќавале на Дејан, рече на отворањето на турнирот Александра Георгиевска, представник на Народна банка. На турнирот учествуваа 8 екипи од домашни банки и финансиски институции, како и екипата Деко 38 која беше составена од пријателите на Дејан од Гостивар. Златниот пехар од првиот меморијален турнир во чест на Ристоски го освои токму оваа екипа, Деко 38. Покрај пехарите за најдобрите екипи на турнирот беа доделени и награди за најдобар фудбалер и голман. На меморијалниот турнир присуствуваа голем број на пријатели, роднини, колеги и познаници на Дејан. Времето денеска беше променливо облачно и ветровито, предпладне со локални врнежи од дожд. Дуваше засилен ветер од југоисточен правец, кој наместа достигнуваше до 80 км на час. Температурите се движеа од 3 до 10 степени.
Времето утре ќе биде сончево со мала до умерена облачност. Наместа ќе има услови за краткотрајна појава на дожд, ќе дува слаб до умерен југоисточен ветер. Температурите ќе се движат од 5 до 18 степени Целзиусови.